Територијата на Република Македонија е трусно подрачје. Охрабрува информацијата дека Македонија е сизмички помалку активна за разлика од соседните држави. Историски, во Македонија најсилен земјотрес се случил во Пехчевско-Беровскиот регион со магнитуда од 7,4 степени по Рихтеровата скала, кој е еден од најголемите во Европа. Вториот регион е Валандовскиот, каде што минатата година се случија околу 300 земјотреси, од кои најсилниот со магнитуда од 5,4 степени, кога беа предизвикани помали оштетувања. И нормално, од најблиската историја, најсилен беше земјотресот од Скопското епицентрално подрачје, кој се случи на 26 јули 1963 година со магнитуда од 6,1 степен, во кој имаше 1070 жртви. Целата територија на Република Македонија е сеизмички активен регион. Нормално, најпознати централни подрачја се во Валандовскиот регион, Пехчево-Беровскиот регион, како и нормално Скопското епицентрално подрачје, кое што, како рековте, пред 54 години имаше катастрофален земјотрес. Но, покрај овие региони, познати се и епицентралните подрачја, како што е Дебар, Охрид и Битола. Впрочем, и се имаат, не многу одамна, се имаат почувствувано повеќе земјотреси со магнитуди помеѓу 4 и 5 во тој регион. Според Михаил Гаревски, директорот на ИЗИС, катастрофалниот земјотрес од 1963 година ќе се повтори, но денешната наука не може да покаже точно кога, можеби денес, а можеби и по 300 години. Таков земјотрес, како што реков, ќе се случи, но да се случи во некоја блиска еднина, сепак веројатност е доста помала. Зашто? Бидејќи обично овие земјотреси со магнитуда 6,2-6,3 се случуваат во Скопје негде во повратни периоди од 400 до 500 години. После земјотресот во 1963 година во Македонија се градат објекти со сизмички прописи. Се земаат во предвид хоризонталните сизмички сили, но од 2013 година, како што напомена директорот на ИЗИС, со воведување на законот за задолжителна контрола од страна на институтот кој е специјализиран во однос на земјотресно инженерство, имаме одлична контрола во градење на објекти. Во последните неколку години ние практично имаме една од најквалитетните градби во Европа, што не значи дека и пред 2013 година дека објектите не биле добри, односно би рекол дека практично од негде тамо 70-тите па навака континуирано се работи, се проектира и се работи, се градат квалитетни објекти. За луѓето, земјотресите представуваат ненадејна и застрашувачка појава, понекогаш со катастрофални последици и големи човечки загуби. Сепак тие, заедно со вулканите, се основа движечка сила во земјината еволуција. Без нив, земјата би била геолошки, па и биолошки мртва планета. Земјотресите кои се случуваат на овие простори во последно време само потсетуваат дека тој природен процес на обликување на релјефот се уште трае и е доста активен.